Со строг пост и богослужби во православните храмови денес почнува страстната или страдална седмица. Секој ден од оваа седмица на страдањата на Исус е велик и е поврзан со настани од последните денови од земниот живот на Исус. Деновите пред Великден се исполнети со покајување, прошка, пост и молитва. Преку црковните богослужби на почетокот на седмицата, верниците се подсетуваат на последните беседи и поуки на Исус и се присетуваат на Христовите страдања. Првите 3 дена од оваа недела се наменети за чистење на домот, како пандан на чистењето на душата со пост и молитви. На Велика среда, апостол Јуда го предава Исус. Јуда, покажувајќи ја својата злоба и сребролюбивост, го продава оној кој што буквално не може да биде проценет нашиот Господ и Спасител Исус Христос за најниска цена која што била исплаќена за робовите, а тоа е 30 сребреници. Така тој, заведен од демонот на сребролюбието, го прави тој чин кој што ќе придонесе во сите они едни избиднувања во последните денови од Христовиот живот. Во четвртокот пред големиот еврејски празник Пасха, како што знаеме, се одржала тајната вечера. Велики четврток е денот кога започнува Христовото страдање и кога е донесена смртната пресуда по предавството од Јуда. Според традицијата, на Велики четврток се бојадисуваат и декорираат великденски јајца. Велики или распен петок е ден за духовно прочистување. На овој ден е распнат Исус Христос и поради тоа се смета за најтежок празник во годината. На Велики петок не се работи и се сочувствува со Синот Божји. Православниот христијански свет в недела ќе го прослави најголемиот празник Великден, денот кога Исус Христос ја докажал својата божествена моќ и воскреснал од мртвите.